Летечката театарска трупа од Тетово 2 дена поред на публиката ја раскажуваше приказната за заспаната убавица Трнорушка. Оваа театарска представа за мали и големи деца. Изминативе денови имаше 2 изведби во Центарот за култура Илјоантески смок, премиера и реприза. Представата беше посебно доживување за најмладите влюбеници во театарот, зашто приказната беше раскажана на разбирлив и интересен начин, за да допре токму до најмладите. Трнорушка е една приказна која што спаѓа во редот на класиците за деца. Се обидовме да направиме една наша заспана убавица Трнорушка со некои наши елементи кои што ги вметнавме, но се обидовме клучната, традиционална линија на приказната за заспаната убавица да ја задржиме, затоа што всушност оваа представа носи пораки на повеќе нивоа, но се многу едноставни, лесни и разбирливи токму за најмладата публика. Тие пораки покрај оние стандардните за борбата меѓу доброто и злото, во кој што нели секогаш победува доброто, како и да се обидува злото да победи, се и оние останати пораки кои што треба да ги примат децата и да ги знаат во текот на животот. А тоа се да бидеме добри луѓе, да не се откажуваме, да не судиме според изгледот, да ја чекаме секогаш да дојде вистината и добрината, без разлика колку време за тоа ќе биде потребна. Представата е подготвувана неколку месеци. Целиот тим кој што функционираше за да се направи ова представа таква како што треба, даде се од себе. Тука си најмладите актери, возрастните актери. Се обидовме да направиме живописна костимографија, сценографија, осветлување за визуелно представата да изгледа како што треба и да биде на ниво. Секако на децата најважен им е визуелниот ефект, затоа што тоа им е и најинтересно, но се обидовме и да биде токму на разбирливо, едноставно ниво, за да можат и да ги прифатат сите пораки кои што ги испраќа Трнорушка. Јас се викам Никола Стојановски од Тетово, имам 7 години и ја глумам улогата Боле во приказната Трнорушка. И каков е принцот Боле, опиши ни го. Добар, паметен и убав. Па сакам да бидам актер, за да глумам во представите и за да се покажам пред публика. Јас ја глумев принцезата Трнорушка. Јас се викам Дарија Ристовска. И што ќе ни кажеш за принцезата Трнорушка? Каква е таа? Паметна, убава, нашминкана. Ова е за мене првата театарска представа. Ова е шанса да се дружам со моите другари и со публиката. Интересот за представата беше голем, како што велат од летечката театарска трупа. Тетово има долгогодишна театарска традиција, а публиката е секогаш жедна за театарски и воопшто културни избеднувања. Многу ни е мило што после долго време летечка театарска трупа се обидува да го врати театарот на она ниво на кое што беше пред почетокот на корона кризата, затоа што заради затворањето едноставно мораше се направи една подолга пауза. Но сега се обидуваме да го вратиме театарот, уметноста и културата на тоа ниво, па дури и на повисоко. Тетовската публика од секогаш е жедна за културни настани, особено за театар. Тетово е театарски град, има долга театарска традиција. Но таа жед за театар во овие изминати неколку години поради затворањето, поради корона кризата, уште повеќе се зголеми. Затоа ние сега се обидуваме да го надоместиме тоа време изгубено и повторно да се соединиме со тетовската публика. Театарската представа Трнорушка, заспаната убавица, е поддржана од Министерството за култура на Република Северна Македонија. Од летечката театарска трупа велат дека во моментов интензивно се подготвуваат за уште една премиера на театарска представа на почетокот на следниот месец.